Божикната ѕвезда или кај народот познато како божикно цвеќе е предвесник на новогодишните и божикни празници. Со својата свечено црвено-зелена боја се почесто е декорација во секој дом, а се повеќе е достапно и за граѓаните. Освен во маркетите, може да се најде и по пазарите со пониска цена. Божикното цвеќе е повеќегодишно растение, а неговите цветови всушност не се вистински цветови, туку се листови на растението кои можат да бидат во различни бои – црвена, жолта, портокалова, бела и крем. Вистинските цветови се многу мали, незабележителни, имаат зелена или жолта боја, а се во форма на бобинки. Се продават, или многу ефтино е 200 динара ги давам, иначе по елкот што гледам 299 динара, 300 до 350. Тука се 200 динара. Па зимат ги. Ја ево ќе сиње сега зема, ја тие продадени, уште 5-6 имаме веќе 2-3 се продадено цебата. За какви цвеќа става збор? Па тоа е зелено, како да кажам, не мрзне. Посади си надвор, може да се сади и тера. Божикно цвеќе го вика, да. Даде, зимскиот период сезона е, летно не цвета, сега на есен почнува да цвета и до пролета цвета. Името Божикна ѕвезда ова цвеќе го добило бидејќи листовите му се во облик на ѕвезда. Цвета за Божик, а ја символизират ѕвездата што на тројцата мудреци им го покажала патот до Исус. Постојат и други легенди за Божикната ѕвезда. Според една стара легенда, првата Божикна ѕвезда настанала од молитвите на девојчето Марија и нејзиното братче Пабло. Потекнуваат од сиромашно семејство и немале пари да купат подарок за малиот Исус. На Бадник, кога оделе кон црквата, набрале полски билки наместо подарок. Кога ги ставиле билките околу колепката на Исус, нивните зелени листови станале сјајно црвени цветови.